И официјално во Кичево ќе се гради нова болница на друга локација, а постоечкиот објект кој се градеше цели 40 години ќе биде пренаменет или срушен, бидејќи на истиот се евидентирани бројни недостатоци, велат од Министерството за здравство. Поради сериозни конструктивни и проектни недостатоци кај постојниот објект на општата болница во Кичево, Министерството предложи изградба на целосно нова болница на нова локација. Новиот објект ќе биде планиран како регионален здравствен центар кој ќе ги обслужува жителите на Кичево, Македонски Брод, Пласница, Зајаз, Вранештица и Демирхисар. Информацијата ја потврди и премиерот Мицковски, кој вели дека сегашниот објект во Кичево не бил статички издржлив. Од владата потенцираат дека заедно со Кичевската болница, која ќе се гради од темел, ќе бидат довршени и проектите за Штипскиот клинички центар и Тетовската болница. Сите три проекти ќе се реализираат со финансии од британскиот кредит. Проектот за Штип вклучува дооформување на постојниот објект, кој е во напредна фаза на изградба, како и проширување со нов објект за медицински факултет, катна гаража и уредување на инфраструктурата согласно современи болнички стандарди. Објектот е проценет како технички и архитектонски погоден за комплетирање и функционализација. Во Тетовската болница ќе се врши изградба на два нови објекти за специфични дијагностички и терапевтски услуги, како целосна реконструкција и модернизација на постојните павилјони, за подобрување на условите за пациентите и медицинскиот кадар. Инаку Кичевската болница почна да се гради уште во далечната 1985 година и секоја нова влада ветуваше нејзино завршување. Од тогаш се инвестирани милиони евра кои очигледно се залудно фрлени. Бројни перипетии со судски спорови и тргни застани ја следат изградбата и на Штипскиот клинички центар, која започна на 3 март 2016. 9 години подоцна жителите на истокот се уште немаат современи услови за лекување. Трите проекти државата сега ќе чинат 220 милиони евра.